Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за болестите на ретината, кои се најчестите, каков е третманот, зошто навреме треба да се согледаат и откријат овие проблеми, за навреме и соодветно да можат да бидат и третирани. На оваа тема за диабетична ретинопатија и макуларна дегенерација зборуваме со доктор Фанка Гилевска, специјалист хирург офталмолог од Систина офталмологија и Промедика офталмологија. Добро утро, доктор Фани, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Ви благодарам за поканата, не сум прв пат овде и секогаш ми е пријатно. Така. Нашата заедничка соработка веќе со години си ја одржуваме во континуитет. Да. А во континуитет и со традиција се одржува секоја година и офталмолошкиот симпозиум кој што го организирате, а токму викендов се случуваше сето тоа со интернационален карактер, со многу гости од земјава и од надвор. Еве да ни кажете. Како беше? Да, тоа ни е најсвежо. Оваа година симпозиумот, како и претходната, беше отворен. Значи, отворен, поканивме доста гости и од странство. Претходните години главно предавачите беа наши. Бевме ние од болницата, бидејќи онака сме многу, и некои наши, да речеме, најблиски пријатели. Меѓутоа, последниве 2 години се повеќе се обидуваме да светската офталмологија ја донесеме кај нас. Па оваа година, освен најблиските предавачи од Србија, од Бугарија, имавме и Хрватска, Швајцарија, Шведска, па дури имавме и предавач кој дојде од Америка и предаваше, всушност тој беше нашиот специјален гостин кој предаваше за видна рехабилитација. Тема која што кај нас е многу слабо застапена и пациентите, без разлика на постоењето на Центарот за слепи и слабовиди лица, овој тип на рехабилитација за нивно слободно движење во просторот е нешто сосема ново и во Америка, и тој ни ги покажуваше на еден се уште студиски начин иднината на тоа движење на тие слепи лица, на нивна интеграција во едно општество, во една нормална природна средина повторно. Така да конгресот траеше 1 ден, го поделивме во 2 сали. Разговаравме, доста теми се отворија. Имавме еден дел каде што разговаравме за рефрактивна хирургија, тој ми некако најблизок ми е. Да речеме, тој го комунициравме кој не само рефрактивна хирургија во смисол на корекција на диоптрија, туку и тераписките можности на рефрактивната хирургија. Пациенти кои имаат лузни на рожницата, претходни операции, неправилна рожница, дистрофии, како можеме да ја избистриме таа рожница со ласер, да пациентот гледа, па протоколи кај пациенти со кератоконус, нови пристапи во рефрактивната со различни типови на ласери. Па имавме во Medical Retina делот кај што разговаравме освен за антивегаев и за ласерите. Нас ласерите имавме и баш една емисија. Ни се посебна тема, ние доста уложивме да во Македонија го имаме макуларниот ласер, само ние, и со него и кај диабетот ќе го спомнеме, има посебен ефект на регенерација на ретината. СЛТ глаукомскиот ласер и неговата примена, кој мислиме дека во Македонија тој има голем потенцијал, малку знаат за него и малку знаат за неговиот потенцијал, неговите можности да го третира глаукомот и да ја одложи потребата за лекување. Имавме секција младите офталмолози кај нас се на посебна цена, имаме посебни едукативни програми за млади офталмолози, доста улагаме и во хирургијата да многу рано почнат со оператива. Така да таа сесија, во нејзи имавме и гости од Швајцарија. Имавме сесија за катарактна хирургија. Катарактната хирургија е топ тема кај нас. Во нашата болница над 40 катаракти дневно се прават, тоа е рутинска операција, меѓутоа нашиот фокус е на различните типови на леки, импланти, какви може да бидат за да пациентот после операцијата што послободно и независно од очила функционира во секојдневието, да нема компликации, како на време предоперативно да се предвидат сите можни исходи на таа операција. Потоа имавме секција за страбизам. Страбизмот ни е главна тема, затоа што имаме оддел за детска офталмологија и страбологија, па доктор Филева посебно се осврна на тоа, сите нејзини оперирани изминативе години и што е она идно што во операцијата на страбизмот ќе го донесе заедно со еден професор од Србија кој доаѓа.
тука кај нас, он доаѓа како нејзин консултант повремено. Потоа имавме хируршка ретина секција, на таа секција се новостите во хируршката ретина, тоа е топ тема затоа што баш кога оваа макуларна дегенерација, диабетска ретинопатија не успеваме со еден конзервативен и медикаментозен начин да ја истретираме, на крај настапува хируршката ретина која треба да направи обнова на видот или негово зачувување кога ни е најтешко, да речеме. Така да, тие беа сесиите, имавме доста посетеност, околу 210 луѓе се регистрираа. И затоа можеме да го наречеме слободно најголемиот офталмолошки интернационален симпозиум. Да, интернационален. И со бројноста на гостите и стручните лица кои што тука беа, знаењата, искуствата, новите трендови, иновациите. Да, многу е важно на таков настан тоа што тие гости, ние не се само гости кои доаѓаат и си одат, туку гости кои остануваат наши пријатели и они се некогаш прилика да одредени ситуации кои не се јасни, ретки болести, нешто кое не сме сигурни како би го решиле, кога можеме некого да го консултираме. Секогаш две глави мислат подобро од една, три глави уште подобро, така да тоа конзилијарност во пристапот, не сме суетни и мислиме дека е многу важна за доброто на пациентот. Така, и како рековте, оние млади доктори офталмолози, тоа е посебен момент за нив, така да научат од најдобрите и најуспешните, така и да го применуваат потоа во пракса. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот, да ја обработуваме и темата за диабетична ретинопатија и макуларна дегенерација. Утрово во Фактор здравје ни гостува доктор Фанка Гилевска, специјалист хирург офталмолог од Цистина офталмологија и Промедика офталмологија. Веќе ја најавив темата и слушнавте на самиот почеток, но не е на одмет секогаш да повториме уште еднаш: диабетична ретинопатија и макуларна дегенерација како дел од болестите или оштетувањата на ретината, но кои се другите? На овие ќе посветиме малку повеќе внимание, а другите и да ги споменеме. Да, па освен тие, доста честа е миопската дегенерација. Таа настанува кај пациенти миопи, значи оние што имаат минус диоптрија. Бидејќи луѓето со минус диоптрија имаат малку подолго око, па нивните внатре структури се многу тенки и некогаш низ таа порозност се појавуваат пукнатини и исто во механизам сличен на макуларната дегенерација, крвни садови диви од задниот дел на окото прават проблеми на центарот за јасен вид. Потоа, тука ни е и болестите на оклузија или затварање на ретиналните крвни садови, вените. Дали ќе биде на една гранка или на целата ретинална вена, бидејќи циркулацијата на окото е многу специфична. Она има еден влез, една артерија централна која се разгранува и една вена која излегува. Така да немаме колатерална од контрациркулација како што имаат повеќето органи. Па онда кога на еднава страна ќе имаме проблем, другава ќе го надополни. Овде нема. И кога имаме застој на вената, онда се појавуваат масовни крварења по целата ретина, која останува во една хипоксија, кога го троши постоечкиот кислород и онда нема нов, не може да влезе убаво од артеријата, што вената е полна, и онда исто така се јавува механизам на исхемија, значи недостаток на кислород, и се будат тие ВГФ факторите, односно појава на промоција на раст на нови диви крвни садови. Од ретиналните болести вреди да се спомне централна серозна хориоретинопатија. Зашто ја спомнуваме нејза? Она се јавува кај здрави луѓе, вообичаено машки, во старите учебници пишуваше болест здравог младог мушкарца. Во тој контекст на таа болест е откриена во Втората светска војна кај војниците, тогаш се уште нејасно, но денес е поврзана се повеќе со ритамот на живот, стресот, лачењето на кортизолот, кој што доведува до одредена реакција во окото кај предиспонирани индивидуи, така што тука се создава еден оток во центарот за јасен вид од нигде никаде. Значи, пациент кој сосема е здрав, се е во ред со него, одеднашка доаѓа и вели на левото око нешто не гледам добро и гледаме под ретината течност. И таа, бидејќи е поврзана со начинот на живот, типот на карактер, персоналитето на пациентот, многу тешко дека се повлекува сама. Некогаш е поврзана и со Helicobacter pylori
и кортизолот преку желудникот, меѓутоа во главном немаме од каде таа доаѓа, така да и таа болест е специфична. И периферните дегенерации кои се доста честна. Од периферните дегенерации значи како што е окото во форма на топка, па од страните ретината е најтенка и таму некогаш се јавуваат кај некои луѓе, посебно миопите повторно, истенчувања кои имаат различен облик, различно изгледаат тие тенчења и имаат различни имиња, според тоа латис, дегенерација, снейл трек, дека изгледа како полжа, и се групираат на висок ризик да пукне, низок ризик да пукне и онда треба да се истретираат на време со ласер. Тие се јавуваат кај младата популација во главно, мислам, ги има и кај старите, али често ги наоѓаме кај млади, спортисти, балерини исто така, кои што треба да дојдат на редовен преглед, да направиме ласер за да можат безбедно да продолжат со физичката активност. Така, значи редовните прегледи ќе ги откријат сите овие вакви промени, така? Сега она што акутно се случува во моментот го нема, али ќе го натера пациентот сам да дојде, така? Меѓутоа, ако редовно прегледуваме, секоја и минимална промена така би можела да се забележи. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и поздрав до најдобрата докторка што сум ја сретнала во живот. Значи, ми ја лепеше ретината пред многу години. Може ќе се сети докторката. Слободанка е на телефон. Слободанка, една постара жена. Со црна коса кратка, знам. Така, па толку ве сретнав еднаш во промедика, сега брзо па ме познавте. Едноставно, не знам што да кажам, уште ми е во памет вашата смиреност, кога ми ја лепевте, таква смиреност до сега немам видено, значи ќе кажат оди на приватен, ќе те гледа, не се сите приватни така да докторка секоја чест ви се поклонувам на вашата професионалност, смиреност и едноставно не знам да има многу како вас, може ние би трчале на лекар да одиме, не би се плашеле. Така сега се е добро, така откако се реши и проблемот? Таму е добро, кај што ми го лепеше докторката, фала Богу, гледам. Ама ќе продолжите редовно да си правите, нели, офталмолошки прегледи, како што и секој од нас треба тоа да го прави. Ама сега на другото око имам старичка така катаракта и сега сакам да прашам докторката, пошто е во емисија да искористам, значи докторка, на едното око што ми го лепевте добро е. Другото имам ептен стара катаракта, скоро и не гледам на него. Ме интересира зошто мене толку ми пречи светлината. Јас на очари носам за сонце и дома дури и кога пружам веш и кога одам по улица, светлината ми многу ми пречи претерано. Ќе ви објаснам зашто ви пречи, а зашто не оперирате катарактата? Затоа што ние се сретнавме тогаш негде, значи јас се уплашив, докторот ми рече ќе треба гелка и тебе тешко е, комплицирано е. Мене ми се качи притисок 180 и избегав. И после, нели... Ајде сега еве повторно ќе дојдете кај доктор Фанка на преглед, така во еден релаксиран убав муавет, така ќе разговарате и ќе се убедите. Точно катарактата е изворот на таа распрснување на светлината. Катарактата е задебелена и згусната леќата која се наоѓа позади црнката. Таа леќа е голема и она кога има катаракта кај некои луѓе може да забели вака како подот. И како што ќе забели, како кога одите на плоштад низ белите плочки, како е расејано. И не можеме да гледаме, така светлината ни се одбива. Светлината натре се распрснува низ окото и се мултиплицира, се распрснува натре, како да е многу посветло. И катарактата е извор некогаш на вакви симптоми на нелагода, не само што не гледаме, но не смета. А операцијата на катаракта, баш добро што спомна госпожа Слободанка, пациентите кога чекаат од страв, од немарност, од милиарда причини, со тоа лошо прават, затоа што катарактата значи заматена леќа. Ако ние кога е она малку заматена, ја изоперираме, целата операција е пократка, полесна и за пациентот, и за хирургот, за сите нас. Кога леќата е тврда, стара катаракта, она е баш цврста. И онда и на сите, и на пациентот му е тешко, долго му трае операцијата, и на хирургот му е потешко, и ризиците се поголеми. Без разлика што ние сега сме ги свеле ризиците на минимум со 40 на катаракти дневно, тоа стварно е рутинска операција, компликациите се минимални, занемарливи. Меѓутоа, сепак, промоцијата е ајде да не чекаме да созрее пердето. Митот за зрењето на пердето го надминавме веќе одамна и надминат. Точно. Затоа што во минатото требало да се исече пола рожница
за да леќата зрела како камче излезе во целост, да се породи од окото низ тој голем отвор. Сега отворот е 2 милиметри, со сонда се влегува и внатре се јаде леќата, значи не треба да биде помека, не да биде тврда како камче за да ја изедеме побрзо. Така да тоа е механизм. И во која фаза иде катарактата? Сега повторно има начин и решение, бидејќи ако се остави, а да не се оперира кај нашата гледачка која што ни се јави? Да, нема смисла тоа. Ќе ослепе на тоа око од диагноза која апсолутно веќе, барем во овде кај нас, не би требало да биде причина за слепило, затоа што едноставно тоа се работи. Имаме ние начин, што вика гелови чуда, дали докторот како се разбрале они за да оперираме и тешка катаракта, пошто за жал кај нас повеќето катаракти се тешки и тоа е едно што не ми е јасно после толку години дека кога имаме катаракта нема она сама да се повлече. Не мора да ја оперираме денес, али ајде да направиме план. Ако пациентот од плочата за гледање која читаме редови, кој треба да гледа 10 реда. Ако веќе чита 8, ние имаме медицинска индикација да планираме операција. Не треба да чекаме да чита 1 или да чита, ми гледате колку прсти покажувам за да го ставиме на операција, него 2 реда помалце веќе медицинска индикација за операција на катаракта. Ете, се надевам ја охрабривме, ама гледачката веќе така го има доброто искуство заедно со вас, па ќе дојде повторно на преглед, па нели ќе се одлучи веќе и да ја направи операцијата. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам докторката да ја пашам. Ја на левото око сега доби слепило. Не гледам. Од што? А не знам од што. Па нагло ли настана тоа слепило? Нагло. Па бевте ли на лекар? Не сум бил, не можам да одам. Ау, зошто? Зошто? Затоа што не можам да одам, едноставно тоа скинат мускул не го направи, коленото раскавица немам и не можам да се движам. Па некако има Црвен крст имаат една служба. Црвен крст имаме ние пациенти кога ќе се јават во Црвен крст, они имаат доброволна не знам како доброволци кои со количка ни ги носат до кај нас, па ние ги превземаме со количка, правиме комплетен преглед и ги враќаме на Црвен крст дома. Така што мислам дека има механизам ние внатре во болницата од влезната врата сме спремни да превземеме. Немаме се уште, можеби за жал, да можеме од дома да го земеме пациентот, ама Црвен крст има многу добра служба заради тоа. Некогаш може веројатно и на брза помош, така да се јават, да се советуваат, да им дадат препорака, па некој да го донесе до болница пациентот. Затоа што ние, например, има пациенти кои примаат инекција апропо денешната тема и точно тие се постари луѓе дома сами или во домови што живеат и онда Црвен крст оди, ги зема, ги носи на инекција, ги чека, ги боцкаме и ги враќа назад кај што живеат. Така да таа служба постои. А ова акутно губење на видот треба што побрзо да се третира, затоа што не знаеме што е. Дали е, мислам, тие нагли комплетни посебно губење на видот најчесто се васкуларни, крвните садови нешто се блокирале. И тука сати до денови ни се клучни за финалниот исход. Така да охрабрувам господинот уште сега да се јави ако може на Црвен крст и да види уште денеска да го погледне некој. Ако нема некој близок од фамилијата, семејството, барем некој од комшиите, соседите, така, некој да направи нешто, да иницира така за да може да не остане вака во ваква состојба. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Добро утро, поздрав, убав ден. Едно прашање, докторка, немам отидено на лекар, иначе 68 години сум. Пред 5 месеци веќе почна на левото око, од левиот дел, почна да ми се појавува магла. Таа магла ми дојде веќе до пола око. Сега десното око, од делот од кај носот, почнува да се појавува магла исто и оди веќе надесно дојдена е до пола око. Таа магла ме интересира дали значи нешто катаракта или еве ќе ми кажете да.
Така, ама во секој случај ќе мора да направите и еден преглед. А таа магла, бидејќи она, како што објасни господјата, прво од едната страна, после од истата страна, само на другото око, она може да е и невролошка по потекло, затоа што тие симетрични губитоци на видот, значи, тие многу ретко двете очи имаат некоја патологија така симетрична. Повеќе тие се состојби кои внатре во мозокот настануваат, затоа што внатре се прекрстуваат видните патишта и онда видното поле од левата страна на едното око и на другото се на десната страна по виден пат во мозокот. Така да они така функционира. Така да, она секако треба да дојде на офталмолошки преглед. Прво на офталмолошки преглед ние треба да направиме видно поле. Видно поле ако има она близина било каде да направи, затоа што тоа ќе покаже точно каде се маглите и колку се они по димензии и ќе упатат во старт дали невролошки е проблемот или офталмолошки, а потоа ние и да видиме катаракта, ретината, магла која што се шири од страна према центар може да биде аблација на ретина. За разлика што ретко настанува на двете очи, али аблација на ретина сте скинала ретината, се појавила завеса како темна и она се поподигната е ретината и завесата е се поцентрална. Само што ретко е баш на двете очи да се случи. Исто така катаракта може да биде, ама се дека симетрично ќе оди од двете страни и тоа е малце дискутабилно. Значи, можат повеќе дијагнози, ама вака по приказната мене најмногу на невролошко ми упатува и видно поле би бил прв избор на дијагностика. Каде што прво ќе се најде нели термин да се направи, па ќе се препрати потоа дополнително на исследување. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. И по рекламите повторно ги вклучуваме гледачите. Секогаш велиме предност снимки им дадеме, секогаш е голем интересот кога има која и да е офталмолошка тема, ама на крајот ќе споменеме за терапијата, нели, на дијабетичната ретинопатија и на макуларната дегенерација. Добро утро, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден, јас сум на линија. Вие сте, да, повелете. Прво, многу пофалба за докторката, за тоа што ваква млада докторка, така едуцирана, така амбициозна, така убаво зборува на начин што може секој граѓанин да ја разбере. Сега сликовито едноставно и разбирливо за сите нас. Можда не е дијабетична ретинопатија, али мојата дијагноза е псевдофакија. Каква дијагноза е тоа? Дали е тешка дијагноза и дали има нека операција после тоа и дали таа операција е тешка или дали може да прогледам јас понатам? Чека, а зашто вие не гледате? Псевдофакија значи тоа е супер дијагноза, дека имате внатре во окото леќа. Значи дека сте оперирале катаракта. Да, ама приликум операцијата се распадна леќата, старата моја леќа се распадна и ме останаа внатре парчиња. И јас тие парчиња потоа не гледам од тие парчиња. А сте биле ли на преглед за евентуална реоперација? Па да, бев и цело ме маткаа цела месец и ми се оштети ретината и ми се одлепи. И сега вика треба да одиш на операција. Каква е таа операција сега? Тешка ли е, лесна ли е? Па ретината која ќе се одлепи, тоа е веќе сериозна операција, која што значи дека треба на белката внатре да се влезе со сонди во окото, ќе се исчистат тие парчиња сите, ќе се извади тој природниот гел внатре и ќе се залепи ретината со силикон. Така што таа операција е малце покомплицирана микрохируршка метода, значи на микроскоп со микроинструменти, меѓутоа за среќа достапна кај нас, може да се јави пациентката, но она што е важно да не чека премногу, да не се мисли зашто во оваа ситуација ако она има лентални маси, парченца од леќата останати, аблација на ретината, пошто се правело нешто, она нема што да изгуби. Со таа операција може само да добие. Значи, тука немаме простор да се плашиме. Ке оди на анестезиолошки преглед во нашата болница, ќе ја спремат, ќе ја седираат да не чувствува ништо и за 2 сата тоа ќе се заврши. Добро, да охрабриме. Да, затоа што чекањето е само губење време. Така. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Едно прашање само да поставам на докторката. Неудамна ми е дијагностицирана руптура на макула на левото око. Руптура на обвитката на макулата.
Сега би сакала да ја прашам, јас не сум диабетичар, класичен диабетичар се уште, сум на некој гликофаж, на некој инсулинемија и така натаму. Меѓутоа, прашањето ми е, како вид на операција, ви рекоа дека треба обавезно да се оперира, како вид на операција е тоа, дали е тешка, дали е ризична, дали воопшто се прави кај нас и од што би можела таа да се случи, таа руптура. Колку ви е видната оштрина на тоа око? Па, намален е видот, така и приметив и затоа отидов на преглед. Да, намален е видот на левото око, да. Се не можат ни да одредат некоја бројка, затоа што, не знам, има некои попречувања на... Да. Добре. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Ова, напропо нашата тема денес, макуларната дупка е дел од дегенерацијата на ретината, од макуларната дегенерација. Само е посебен облик. Она настанува кога баш центарот за јасен вид, макулата, која треба да изгледа како срце, она ќе се појави дупка и ќе се контрахираат рабовите и тоа срцето вака што е на ОЦТ кога го гледаме, срцето ќе биде дупка и вака рабовите и овдека простор има, така што кога она во фокусот гледаме, тамо нема, темно е како фали поголем скотом, фали пиксели, група. И, например, ликот не може да го види. Баш кај што сака да погледне во фокус, тамо е темното. Она често пати настанува затоа што внатре овој гелот, кој што го исполнува окото, кој е врзан за ретината, знае да ја повлече ретината со себе и тамо да биде слаба точка и тамо да се скине. Може да е и конституцијски слабост. Меѓутоа, кога веќе ќе се скине ретината, се прави операција, како и претходната госпоѓа внатре витректомија, се вади гелот од окото, се љупи површинскиот нежен слој на ретината, кој што и прави да ја контракција, ја затега ретината во крејвите, ја проширува дупката, и на тој начин кога ќе се изљупи горе тој дел, тоа е пилинг се вика, како да се тргне површинскиот слој, ретината ќе се релаксира и ќе се спои. Сега, прашањето е кога макуларната дупка подолго време седи, онда и кога ќе се спои, нема да биде баш видот идеален. Мислам идеален. Ќе видиме колку ќе добие. Ќе биде подобро од претходно, црно да биде, меѓутоа колку ќе се регенерира да има добра слика, тоа е прашање. И овде кај нас се прави во светот истата метода. Не постои негде во светот нешто дека у моментов подобро решение имаме за макуларна дупка. Мора да оди витректомија, да се изљупи и да се пополни тој простор, да се залепи. Некоја се пополнува со самата таа мембрана, има повеќе техники, меѓутоа операцијата е клjuč тука. Имаше баш на конгресот една колешка млада за спонтано затварање на дупка. Меѓутоа не вака, тоа беше помала дупка кај што се уште имаше влечење од озгора и после недела дена раскажа дека дупката се откинало тоа што ја провоцира, што ја влече од стаклестото тело парче и се затвара целосно макулата сама. Така да тие се поретки случаи, но не невозможни, има механизами на само затварање. Така да. Како рековте, нели, ако тоа црно крugче нели го гледа центарот за јасен вид, периферно нема оштетување, така? Периферно не се оштетува. Госпоѓата нема никогаш да се оштети периферниот вид, затоа што тој не е засегнат. Макуларната дупка е централен проблем и останува како централен проблем. Така да. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Поздрав до докторката, до емисијата и до мојата прекрасна водителка, ја гледав на канал 5. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторката. Докторче, јас имам 77 години. Цел живот носев наочари. И еве 2 години више не ги носам. Докторката тука наша, јас се јавувам од Кочани, вика имаш катаракта, ама ново е малку, не е за оперирање, не е за ово. И сега она више многу често е на боловија, префрли се да одам у Виница кај таа докторка. И она ми вика катарактата ти е 60%. Меѓутоа, 2 години више јас очилата не ги носам. Јас сега гледам подобро без очилата, отколку со очилата, не ги носам. Значи, катарактата, она може да направи диоптрија во една фаза и сега, например, ако ние сме имале диоптрија минус, катарактата ни направила плюс и нас очилата не ни требаат. Но тоа не е битно. Ама како проблем си стои катаракта, дека треба да се отстрани. Нас не ни требаат очилата, ама ако вика 60%, тоа е доста. Нас ни е важно, кога ќе седне пациентот да ги чита бројките, без разлика со очила, без очила, со диоптрија, најдобро што може да види да го дотераме, да гледа 100%. Ако не гледа 100% и ако е катарактата разлог за тоа,
Ако гледа 80%, веќе планираме индикација имаме за операција. Значи, кога 20% пад на видот имаме заради катаракта, ние имаме индикација за операција на катаракта, медицинска. Пациенти некогаш се оперираат и без да им падне видот, и тоа не е спорно, али медицинска индикација е тогаш. Ако пациентката вели, докторката од Виница рекла 60% зафаќа катаракта, тоа значи дека грубо пациентката чита 4 реда. Без разлика што чита сега без наочари. Она чита без наочари зашто е миопизирана, дебела е катарактата. Она мора да планира операција. Таков тип на дебела катаракта која прави минус да она може да биде без наочари да чита, може да и го затвори аголот и теоретски да и направи глауком. Не не дека мора, ама не се знае, така кај кого може да се случи, да. Кога ќе речат може да почекаме, така, тоа значи месец, 2 до 3 да речеме, така да се почека за да се направи операција, не да оставиме години да помине. Така, затоа што ние кога ќе речеме можам ли да почекам малце, сега не можам поради нешто. Викаме, не е проблем, ова не е слепо црево, мора да влеземе у сала денес. Меѓутоа, вие од овој момент треба да си испланирате таа операција. Сега кога правиме план, не правиме планови за после 2 години. Правиме план на наредните неколку месеци, право време за тоа. Така да планот е битен, да влезе во глава дека сум во проект на операција на катаракта и ќе го реализирам у најскоро. Да, ама некогаш и самите велиме, ова ми е сега подобро, па не морам да го правам, така некоја ситуација се погодила, ама не значи дека така ќе остане тоа како. Они се навикнуваат да гледаат лошо, као дел од староста се препишува и онда одеднаш имаме проблем друг, пошто касниме. Така. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Јас сакав само извештај да и прочитам на докторкава од магнетна резонанца. Имам 77 години, оперирани ми се двете очи од катаракта, вред е то, меѓутоа уште пред операцијата имав проблем со читањето на телевизија, дупло гледав. Ако го затворам едното око, нормално читам, ако гледам со двете очи, дупло гледам. Ме пратија на невролог ме прати на магнетна резонанца и сега дали може на докторкава да го прочитам известно од магнетна резонанца. Само малку пократко ќе ве замолам бидејќи веќе сме на крајот на емисијата. Да. Мозочниот волумен е соодветен на возраста со сочувана архитектонска тектоника на гируси. Привентрикуларно и во длабоката бела мозочна маса се пратат пунктиформи на места конфлуирачки Т2 и флаез. Хиперсигнални промени. Овие промени се неспецифични и се резултат на хронични микроисхемија, односно се секвели од микроваскуларна ангиопатија. Така, јас се извинувам што ќе морам да ве прекинам, бидејќи времето веќе не ни дозволува. Барем врз основа на ова, што би можело да ја посоветуваме? Уште у самата анамнеза, приказната, кога двете очи не гледаат една слика, туку две, а око по око е во ред, значи едното око не стои право. Тој страбизам, кај нас имам оддел за страбизам, доктор Филева, тој страбизам некогаш не е вака јасно видлив сега дека едно во вака на страна седи. Може малку или да не оди до крај во сите смерови, значи да има ограничување. И тие ограничувања се резултат на некои невролошки промени, пошто тука имаме повеќе нерви кои нервираат очни мускули и затоа уште во втората реченица на магнетот имаше микроинфаркти, значи со зони на флер, значи места во кои што имала исхемија пациентката. Тоа се мозочни удари, само многу мали, кои што не зафатиле пола тело, него зафатиле одредени снимања на магнетна така се покажуваат. И всушност често пати тој наоде кај пациенти со диабет. И кај тие пациенти
генерално е со поминување. Меѓу 3 и 6 месеци има само регенерацијска способност и ќе се врати сликата. Меѓутоа, треба да се исчита убаво господјата, да се исчита магнетот со некој, немавме време, ќе си се консултира со невролог и да се види прогностички дали треба да се делува или само го почекаме да се регенерира. Така, на самиот крај сме, не успеавме да објасниме за симптомите и ред други работи за дијабетичната ретинопатија. Пораката ќе биде лицата со дијабет редовно да го проверуваат видот, бидејќи е сериозна состојба која што може да доведе до оштетување. Значи, годишна контрола кај сите со дијабет, без разлика дали гледаат добро или не. Често пати викаме ОЦТ да се направи сега, прилично широко распространето е ОЦТ, го има и во помалите локални офталмолошки амбуланти, така да ОЦТ да се направи, да се види центарот за јасен вид, да се види макуларна дегенерација дали има, ќе се види на ОЦТ-то друзи неправилности нешто. Ако дури кога се млади да одат на редовен офталмолошки со ширење зеници, не само за краток чекап со нова диоптрија. Пациентите кои пушат да престанат да пушат, макуларната дегенерација е ризик многу фактор, поврзана, ризик фактор. И некои нови студии објавија дека нивото на хомоцистеин во крвта, кога е над 12, тоа ја нарушува микроциркулацијата во окото и доведува повеќе до прогрес на макуларна дегенерација, дијабетска ретинопатија, глаукоми, васкуларни болести, па затоа пациентите кои страдаат од некоја од основниве дијабетес, имаат дијабетска ретинопатија, макуларна дегенерација, да се консултираат со нас да го провериме нивото на хомоцистеин. Тоа се проверува најобично во лабораторија, не е нешто специфично, тешко проверливо. И потоа да видиме дали им треба еден нов препарат, Окуфолин Форте, кој ние сме трета земја во свет што го увезовме, после Швајцарија и Германија, и точно има огромен бенефит кај овие лица со овие наброени болести. Така, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.